Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Овој закон кој го поднесовме овде за измени и дополнување на законот за енергетика од опозицијата, буквално можеме да го карактеризираме или да го насловаме како закон за борба за правдата. Значи, јас би рекол дека не се работи само за овие 12.000 граѓани на град Скопје, кои се натерани на сила да плаќаат нешто што не сакаат да го искористат. Меѓутоа, преку ова наша дебата, преку овој наш закон, сакаме и пред вас, пратениците на позицијата овде во парламентот, да ви убедиме и да ви кажеме дека се работи за една огромна системска грешка на државата, каде што не само кај овие 12.000 граѓани на Скопје, над 12, утре може да се десе на било кој граѓанин, и на вас, и на нас, и било каде во Република Македонија, да се наметнат вакви нелогички, неправични решенија, каде што на граѓаните, иако тие ние сме правна држава, граѓанска држава, демократско општество, и велиме дека граѓаните се на прво место, и велиме дека секогаш тие треба да бидат заштитени и нивните права треба да се на прво место. Меѓутоа, овие 12.000 граѓани се деструктирани со тоа што им се наметнува да плаќаат давачка која тие нити имаат обврска по договор да ја плаќаат, нити закон ги обврзува да ја плаќаат, туку наметнато со еден правилник на регулаторна комисија која е на С, им се земаат пари. Таа борба за правда, почитувани колеги, ако продолжи ваквата пракса на оваа власт и на оваа влада, бизнис влада, да знаете дека многу скоро многу граѓани во Република Македонија ќе ги стајде по ваков однос нешто да плаќаат. Ајде сега поред. Се работи за над 12.000 граѓани, а почитувани колеги, се работи некаде цирка за некаде над 10 милиони евра, кои овие граѓани и уште неколку кои беа до пред некоја година исто така исклучени и плаќаа по присила на БЕК средства по основ на овој правилник, и тоа за овие 5 години буквално се лицитира со бројка над 10 до 15 милиони евра. Не е тоа занемарувачко. Не е тоа нешто што некој граѓанин ќе треба да го плаќа на некоја приватна компанија. Од каде оваа цифра ќе мога да ви ја образложам и да бидам крајно сериозно и точно сваран. Еве една пресметка од 9 месец 2015 година овде во Скопје, поднесена за еден пасивен потрошувач на топлинска енергија, порано приклучен на БЕК, Balkan Energy Group, фирмата која стопанисува. Еве цената за еден месец, 799 денари. Еве овде се гледа дека нема киловати и се работи за граѓанин пасивен корисник. И еве овде се работи за стан со површина од 64 метри квадратни. Значи за еден месец 800 денари. За цела година 9600 денари. Пута 12.000, тоа се некаде околу 120 милиони денари годишно. Тоа се 2 милиони евра. Пута 5 години, колку што трае голготата на овие луѓе, тоа се најмалку 10 милиони евра. А уште овде напаѓаат и оние кои во меѓувреме беа и до 20.000, вакви примери, ама сега веќе се приклучиле на системот сакајки или не сакајки, не навлегуваме во тоа. Почитувани колеги, стварно нема да не сватат граѓаните сериозно, ако им даваме примери дека еве во Словенија, во Хрватска, во европски или американски држави имало ваква пракса и каде што граѓаните кои биле приклучени некогаш и користеле систем за топлотно загрејање, централно грејање, плаќале таму или морали овде да плаќаат. Нема да одиме подалеку. Еве во Скопје со топлинска енергија стопанисуваат вкупно 3 компании. Едната е оваа БЕК, Balkan Energy Group, втората е Топлификација, која го снабдува Скопје Север, Топана, Бутел, Чаир, и третата е ЕЛЕМ, енергетика, која го снабдува Гази, Баба, Автокоманда и не знам уште кој таму. Почитувани колеги, како Топлификација за Скопје Север
на оние граѓани кои се исклучени од системот, не им наплаќа вакви износи. Значи не им фактурира и не им наплаќа. Оставено е на нив да се одлучат дали ќе бидат приклучени и дали ќе плаќаат. Оние што се приклучени плаќаат по цена помала од оваа која плаќаат оние кои се на БЕК, и оние кои не се приклучени апсолутно ништо не плаќаат. И истото се случува и за Елем енергетика која ги снабдува граѓаните со топлинска енергија во Гази Баба, Автокоманда и некоја друга насоба на тој дел од градот. Значи, не одиме далеко. Нема да ја земеме нити Бугарија, нити Србија, нити Словенија, нити Хрватска, нити Америка, нити било која западноевропска држава. Во една наша држава, во еден исти град, на расстојание од 2 километра, замислете какви неправилности, какви нееднаквости се случуваат. И вие сега овде ќе не убедувате нас и граѓаните дека мораат да плаќаат за тоа што имале договор, некогаш биле приклучени на топлификација со централно грејење и заради индиректното користење на таа топлинска енергија ќе мора да сносат некој износ и да го плаќаат. Ама тој износ не е некој паушал, не е некоја казна, не е еднократен. Па ако некој одлучи после повторно да се приклучи на топлификација на централно грејење, да си плати надомести за тоа што бил исклучен и за тоа што ги има нов приклучок. Почитувани колеги, зборуваме за над 10 милиони евра на овие над 12.000 граѓани на град Скопје, платени или уште повеќе задолжени да плаќаат и преку нотари и извршители, можеби и трикратен износ од овој, затоа што многу и утужени барања веќе стасаа до извршители. Меѓутоа, малку размислете дали ако овој систем вака продолжи, дали ако ова денес со БЕК пројде, се наталожат и уште некои такви контраверзни бизнис договори, нема утре повеќе граѓани во повеќе места и многу илјадници граѓани да бидат обесправени и да плаќаат вакви необврзувачки давачки. Сметам дека крајно време е да се размисли и ова наше барање на овие 12.000 граѓани на град Скопје да се разреши под итно и да се прифати оваа клаузула во ставот 14, да се воведе таа гаранција дека исклучените потрошувачи немаат обврска да плаќаат било какви надоместоци. Ако ова остане вака, стварно не знам до каде ќе ни биде крајот. Немам, за жал, во раката, ама имам слушното од луѓето кои набор протестираа и им верувам дека веќе има судска пракса по основни судови каде одделни граѓани за ваква работа добиле позитивна пресуда. Добиле. Сега БЕК оди на апелација, можеби ќе стаса до некаде. Знам дека овие наши граѓани, и вие знаете, и од медиумите и лично сте се сеќавале сигурно и со нив, одат кај судот за човекови права во Страсбург. И што утре, кога ќе добиеме позитивни судски пресуди за ваквите граѓани? Немале да ви биде незгодно, немале да се срамите од денешниот однос и неподржувањето на тие 12.000 граѓани директно, кои нешта индиректно можеби еден ден ќе се одразат на многу граѓани за други вакви давачки. Нити сакам да ја напаѓам Балкан Енерджи Груп, нити сакам да ја бидам адвокат, нити на нив, нити на овие 12.000 граѓани. Чисто од објективни причини говорам овде за една неправда која треба да се исправи под итно. Не навлегувам во техничките аспекти и не навлегувам толку длабоко во правните аспекти. Влегувам само во човечкиот аспект. Човечкиот аспект доколку превладува овде меѓу нас, мислам дека заеднички ќе можеме да најдеме решение и за сега и за понатамошните вакви пракси. И да не дозволиме тоа да се повторува во Република Македонија. Затоа, почитувани, ќе ве молам, размислете. Не ги бранете по секоја цена овие тези кои се дадени и во мислењето на владата дека ова е неприфатливо. Не веруете, кога ќе се отвори договорот, оној каде што БЕК влегува во бизнис со топлификација за град Скопје, ќе ви биде јасно. Ќе ви биде јасно и на вас, и на нас, и на сите граѓани во Република Македонија, зошто толку многу владата го брани ваквиот износ кој,
е над 10 милиони евра влезе во бек неосновано Благодарам. од парите на граѓаните. Господин